По иницијатива на Комисијата за еднакви можности на мажите и жените на општина Кочани и на локалната самоуправа, во салата на Советот се одржа презентација на најновите одредби во Законот за спречување на семејното насилство и измените во Законот за еднакви можности на жените и мажите во Република Македонија. Представници од Министерството за труд и социјална политика пред присутните во кратки црти ги изложија законските прописи што се однесуваат на човековите права и еднаквоста што ја имаат двата пола во семејството. Кога се зборува за превенција на семејното насилство, пред се малтретирањето на жените, неопходно е да се зборува за еднаквите можности меѓу мажите и жените, беше речено на презентацијата. Еднаквите можности на жените и мажите не е прашање за кое што треба да се бави само влада на Република Македонија и институциите во рамките на владата на Република Македонија, туку тоа е прашање на кое што треба да бидат посветени и единиците на локалната самоуправа, меѓутоа и приватниот сектор. Тоа стои во членот 3 од законот, каде што ги обврзуваат сите субјекти во државата од приватниот и од јавниот сектор да се посветат на еднаквите можности на жените и мажите. Благодарение на Законот за еднакви можности воспоставена е таа институционална рамка на ниво на цела држава, која што секој во секторот од каде што доаѓа е посветен на прашањето на еднаквите можности на жените и мажите. Според Тренчевска, за да се надминат проблемите со семејното насилство и нееднаквите можности што ги имаат мажите и жените во општеството, потребно е да се надминат и предрасудите што кај нас се уште ги има во однос на двата пола. Сметаме дека најважна област каде што мораме да работиме ако сакаме да воспоставиме еднакви можности на жените и мажите е образованието. Всушност, уште од мали децата да се учат на тоа дека треба да се почитуваат подеднакво правата и на жените и на мажите и дека не смее да биде поделбата во општеството направена поради тоа што некој е девојче или некој е момче, односно затоа што е женско или машко. Прв пат законските одредби за еднакви можности меѓу мажите и жените се донесени во 2006 година и од тогаш се јавиле потреби за измени. Тие се основа и за донесување на Законот за спречување на семејното насилство. Сега, овој закон во дефинирањето на семејното насилство на различни нивоа го става услово за живење во заедничко домаќинство. Значи, ако се работи за членови на семејството во поширок контекст, тогаш е услов тие и да живеат во заедничко домаќинство за да ги третираме како семејно насилство, додека семејното насилство се јавува помеѓу партнери, без оглед дали брачната заедница е склучена, разведена и така натаму, дали лицата се наоѓаат во блиски лични односи, значи вака народски дечко, девојка и така натаму. Во тој случај не е потребно да се исполни услово да тие мора да живеат во едно заедничко домаќинство. Одредбите во Законот за спречување на семејното насилство ги определуваат и обврските на институциите што треба да се преземат како превентива и санкција против прекршителите. На презентацијата во Кочани, присутните имаа можност во директна комуникација и прашања до представниците од Министерството да разјаснат известни непознаници што се однесуваат на еднаквите можности меѓу мажите и жените и превенцијата на насилството во семејствата.